Следите вести на Слободна ТВ. Добар ден. Тоа што синоќа се случи пред собранието не е вистинското лице на Европска република Северна Македонија, земја членка на НАТО. Протестите се демократско право на секој граѓанин, но насилството не може да се оправда со ништо, се вели во денешната реакција на македонскиот премиер Димитар Ковачевски по синоќешните протести против францускиот предлог за почеток на преговорите на Македонија за членство во Европската унија. Најостро го осудувам нападот врз полицијата која синоќа беше на висина на својата задача, професионално штитејќи ги граѓаните и државните институции. Насилството и омразата не се и не може да бидат решение за ниту еден проблем. На потпалувачите на протестите ќе им порачам: не манипулирајте и не злоупотребувајте млади луѓе за да ги задоволите вашите политички апетити. Вашето сценарио синоќа резултираше со над 40 повредени полицајци и над 10 приведени. 27 април нема да се повтори, напиша Ковачевски на својот Facebook профил. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски заедно со раководството на Министерството за внатрешни работи и Бирото за јавна безбедност утринава ќе ги посетат хоспитализираните полициски службеници кои беа повредени за време на вчерашниот протест пред собранието на Република Северна Македонија. Според официјалните информации од Министерството, на синоќешниот протест биле повредени 47 службеници, од нив 11 со потешки повреди, а 2 со сериозни повреди. На повредените полицајци им е укажана лекарска помош, а потешко повредените биле пренесени во медицинските установи за санирање на повредите и понатамошно лекување. Од Министерството за внатрешни работи апелираат до организаторите на протестот и до граѓаните да покажат демократски капацитет да се сочува редот, мирот и безбедноста. А председателот Стево Пендаровски синоќа на Фејсбук ги осуди насилните протести пред собранието. Поради случувањата соопшти дека од безбедносни причини било откажано неговото интервју што синоќа беше најавено на телевизија 21. Интервјуто на телевизија 21 го одложивме поради тоа што околу телевизијата која се наоѓа во непосредна близина на собранието беше воспоставен посебен сообраќаен режим. Во оваа прилика сакам да го осудам насилството како метод во политиката што не би требало да има место во современите демократии, напиша Пендаровски. Координаторите на пратеничките групи и други представници на парламентарните партии денеска се очекува да одржат прва средба на која ќе се разговара за заклучоците што треба да бидат разгледувани и усвоени од собранието во врска со европскиот предлог и отпочнување на преговори за влез во Европската унија. Двете најголеми политички партии во собранието, владеачката СДСМ и опозицијската ВМРО-ДПМН, вчера го потврдија договорот за одржување вакви разговори во собранието. Координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Никола Мицевски на пресконференција во собранието соопшти дека било планирано да се формираат работни групи помеѓу политичките партии кои што ќе работеле на предлог за белешки кои што биле проблематични во францускиот предлог со цел започнување на пристапни разговори на Македонија со Европската унија. Од СДСМ пак ги демантираа ваквите наводи и потврдија дека денеска ќе имало координација на пратеничките групи, но дека тоа не се однесувало на формирање вакви работни групи за преговарачката рамка, туку дека ќе се зборувало за заклучоци што би требало да бидат разгледани и усвоени од собранието. Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија ги повика сите општествено-политички фактори да се обединат и да изградат стратегија која целосно ќе го зачува македонскиот идентитет, македонскиот јазик, култура и историја во семејството на европските народи. Како што соопшти синодот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, на вчерашната вонредна седница се расправало за актуелната состојба по објавувањето на францускиот предлог. Светиот синод со загриженост посвети внимание на ситуацијата предизвикана од последниот модифициран француски предлог, како и последиците што би произлегле од истиот и повторно упатува апел за неприкосновено зачувување на македонските национални интереси. Оттаму порачуваат дека доколку во која било форма биде загрозена македонската посебност, Македонската православна црква Охридска архиепископија нема да го прифати тоа.
А денеска во земјава доаѓа германскиот специјален представник за Западен Балкан Мануел Сарацин. Тој ќе се сретне со вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричиќ, пошто ќе одржат пресконференција, соопштуваат од секретаријатот за европски прашања. Најавена и средба и со министерот за надворешни работи Бујар Османи. Од СЕП додаваат дека во фокусот на разговорите ќе бидат францускиот предлог и евроинтеграцијскиот процес на Северна Македонија, како и состојбите во регионот. Сарацин е дел од европските функционери кои деновиве ја посетија Македонија откако Европската унија испрати предлог за надминување на бугарското вето на македонските евроинтеграции. Ова не е земи или остави ситуација, затоа што предлогот е основа и не е финална верзија. Треба внимателно да ги слушнеме предлозите на властите и искрено се надевам дека ќе има позитивна одлука и ова е единствена можност и верувам дека ако има одлука што нема да биде да, ќе чекаме уште многу долго за да дојдеме до друг нов предлог, порача председателот на Европскиот совет Шарл Мишел по синоќешното гостување на телевизија Сител. Според него, сега многу е важно да бидеме смирени и сталожени и да дозволиме политичка дебата. Пред неколку дена ние успеавме, се покажа политичката волја од страна на Европската унија да ставиме на маса една понуда. Не го гледам ова како перфектен предлог, меѓутоа на европско ниво ние не можеме да правиме импровизации. Никој не може да добие 100% од тоа што сака да го добие од европска страна, истакна Мишел. Тој потенцира дека протоколот не е ставен во преговарачка рамка, а за тоа дека го почитува македонскиот јазик, како што рече, говори самиот факт како многу важен сигнал дека целата европска легислатива ќе биде преведена на македонски јазик. Премиерот на Холандија Марк Руте изјави дека Западен Балкан напорно работи на влез во Европската унија. Според него, Европската унија ќе продолжи да ги поддржува Северна Македонија и Албанија во следните чекори, доколку нашата земја го прифати францускиот предлог. На средбата со албанскиот премиер Еди Рама изрази оптимизам дека Северна Македонија ќе го прифати францускиот предлог и нема да има потреба од поделба на двете земји на нивниот пат кон Европската унија. Меѓутоа, доколку тоа се случи, односно доколку предлогот е одбиен, Албанија ќе има уште поголема поддршка од европските земји на нејзиниот независен пат кон Европската унија. Советникот за национална безбедност на американскиот претседател Џејк Саливан на Твитер даде поддршка за пристапување на Северна Македонија во Европската унија. Од влегувањето во НАТО, Северна Македонија е силен сојузник. Може да даде важен придонес и за Европската унија. Ги охрабруваме нашите пријатели да ја искористат можноста да го започнат процесот на пристапување во Европската унија, напиша Саливан на Твитер. Неколку вести од светот, 30 сојузници на НАТО ги подпишаа протоколите за Шведска и Финска за членство на двете земји во Алијансата и тие сега се проследени до главните градови на членките на Алијансата за ратификација во парламентите. Ова е навистина историски момент за Финска, за Шведска и за НАТО, рече генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтенберг. Кога ќе бидеме 32 членки, ќе бидеме уште посилни. Во време кога се соочуваме со најсериозната безбедносна криза во последните децении, додава Столтенберг. Претходно 30 амбасадори и постојани представници официјално ја одобрија одлуката донесена на минато неделниот самит на НАТО да се поканат Финска и Шведска да се приклучат на воената алијанса. Високата комесарка на Обединетите нации за човекови права Мишел Башеле ја осуди руската бесмислена војна во Украина и испрати барање да се стави крај на неподносливото страдање на цивилите за време на руската инвазија. Како што влегуваме во петиот месец од војната, неподносливиот биланс на војната во Украина продолжува да расте. Во име на секоја жртва на оваа бесмислена војна, барам да престанат убиствата, мачењата, произволно притворање, рече Башеле за време на незиното последно појавување пред Советот за човекови права на Обединетите нации, пишува лондонскиот дневен весник Guardian. И уште една вест пред крајот. Руските сили жестоко го бомбардираа Словјанск, град во Донецк, што се смета за клучна цел на војните стратези од Москва заедно со градот Краматорск. Гувернерот на Донецк, Павло Кириленко, повика 350.000 цивили
да се евакуираат од источниот украински регион поради престојните руски офанзиви. Повикот следува еден ден откако рускиот претседател Владимир Путин прогласи победа во соседниот регион Луганск. Се верува дека токму Донецк е следната цел на русите. Излекувањето на 350.000 цивили е нужно за да се спасат животи, смета Кириленко, како и да се овозможи украинската војска полесно да ги брани градовите од руските офанзиви. Тоа беше и последната информација во овој преглед на вестите.